Со нови 300 кг краб денеска е порибено вештачкото езеро Градче со цел збогатување на рибниот фонд и подигнување на повисоко ниво на рекреативниот риболовен туризам. Во водите на акумулацијата се пуштени возрастни парчиња краб со тежина од 1 до 2,5 кг, кои во деновите на ловостојот ќе се адаптираат во природните услови, а потоа риболовците, членови на друштвото Кочански рибар, ќе може да уживаат во спортскиот улов. Денес порибуваме со 300 кг на риба краб. Со некоја тежина би требало 1,5 до 2 да бидат по примерок на парче. Па имаме договор со репроцентар од Неготино, затоа што рибата си е здрава тамо. Порибувањето е извршено во присуство на надлежна инспекција и според пропишаните правила, а крапот е со висока оценка за квалитет. На порибувањето присуствува повеќе заинтересирани риболовци кои практично уживаат во вакви прилики кога се зголемува рибниот фонд, што го прави риболовот атрактивен и интересен. Инаку риболовното здружение Кочански рибар оваа сезона стопанисува и со реките пред се Брегалница од границата со општина Виница до вливот на Злетовска река. Ловостојот се применува и во реките и ќе трае до 15 мај. Во нив засега нерештив проблем е варирањето на нивото на водата заради наводнувањето, што негативно се одразува врз рибниот фонд. Реките секогаш го имаме тој проблем со водостојот. Значи има или премногу вода или има премногу малце вода. За жал водата секогаш се наменува пред се за наводнување, а после се размислува за живиот свет кој што го има самата вода. Тоа не е најголем проблем. Со тоа тешко може да се справиме ние. Сега рибниот фонд на акумулација Градче, значи за тоа се и вие цело време порибување кои што ги правиме, за да зголемиме рибниот фонд. Затоа на некој начин такви почести порибувања правиме. Пред се тоа ради малата количина на рибен фонд кој што го затежевме ние. Вгнездено среде густата давова шума, езерото Градче денеска пружаше извонредна природна убавина и спокојство, а рибарите со нетрпение очекуваат на почетокот на јуни да ги заземаат своите места покрај бистрите води и да уживаат во риболовните доживувања.